Значи, во врска со заклучокот кој што го имавме минатата недела на седницата, која што беше вон очите на јавноста, ги повикавме судиите кои со скратени нечитки потписи се потпишале на известувањето. Благодарни сме што дојдоа поголемиот број. Тие што не дојдоа биле спречени од објективни причини, не дека не сакале да дојдат. Извршивме разговор, дискутиравме за повеќе теми и за состојбите конкретно во известувањето и за состојбите во Основен суд Скопје 1, конструктивен диалог со добра намера од двете страни, така што мислам дека дојдовме до заклучок дека воопшто проблемите како што се представувани во јавноста не се толку ниту големи, ниту горливи за тоа како што е представено во јавноста од некој. Дали сте подписници на тоа писмо? Јас? Не, дали беа сите подписници на писмо? Не, кажав дека не беа сите подписници, беа 9 лица, а останатите објективно не биле во можност. Дали со судења, една колешка била на боледување, така, значи не беа присутниците. Го поканевте господинот Панчевски? Со него извршуваме одвоен разговор како друга страна, па ќе процениме доколку има потреба дополнително и на заедничка средба. Било овде, било во другиот. Тој денес? Да. Веќе беше не доprođe. Значи беше и ќе дојде повторно ако треба. Имаше ли барање некој од судиите? Па конкретно барање немаше. Ние ги повикавме за да разговараме за состојбите во судот, што е она што им пречи. Во известувањето го имате, знаете што беше. Значи, многу наидовме на разбирање, наидоа и тие кај нас на разбирање, дека има волја. И ние заклучуваме како судски совет, дека од нивна страна има волја во рамките на судот и со помош на судскиот совет и да има некакви проблеми да се отстранат без последици. Аргументирани се нивните забелешки според вас? Значи, не можам сега да кажам дали се аргументирани или не. Имам кажано дека известувањето како форма на представка е доставено до Советот за утврдување на факти и по однос на тоа, на основаноста или неоснованоста, ќе се произнесе тој Совет доколку утврди дека има причини за поднесување на барање за одговорност на председателот, ќе го достави согласно нивниот закон, па потоа ние ќе одлучуваме. Значи вие тука застанувате како? Значи ние имаме претходно кажано дека ова го правиме во функција на зачувување на угледот на судството, дека се работи од двете страни за судии, а не само конкретно за обична представка од граѓани или правни лица како што е согласно законот. За да видиме каква е фактичката состојба, дали има ескалација на некакви немили настани односи меѓу судиите, за тоа преземаме действија за да нема непотребни реакции во јавноста и искривена слика да се прикажува во медиумите. Добро, час и половина беше само за злоупотребата на сајтот или се отвори? Не, си разговаравме како судии, како колеги за многу прашања во врска со работата на судот. Дали имате и некои други забелешки околу работењето на председателот? Генерално не, значи разговаравме, не можам да откривам поконкретно, меѓутоа разговаравме на многу пријатен состанок. Можам да кажам дека беше конструктивен од двете страни, и од наша и од нивна страна. Значи сите судии знаат, јас сум судија и функцијата на судскиот совет е да го чува угледот на сите судии. Онаму каде што има кривична одговорност по кривични пријави и така натаму. Други органи се надлежни по однос на представките, се што ќе се утврди, натаму ќе се има соодветни постапки. Меѓутоа судовите мора да функционираат. Знаеме дека од секогаш, не само денес, Основниот суд Скопје 1 бил најинтересен за јавноста, за домашната, па и за меѓународната вест, како најголем кривичен суд, каде што над 90% е концентрирано од кривичните постапки од Република Македонија тука и затоа е тој многу интересен и за јавност и за вас како медиум. Велите дека се било во ред, конструктивно. Зошто тогаш пишувале отворено писмо 15 судии да реагираат на работењето на председателот? Значи, велам јас дека нашата дискусија беше конструктивна и поразговаравме за тоа зошто не ги ставиле нивните имења и презимења туку само со подписи и за тоа се мислам
А на представката се сега разбра. таму ќе си има имење и презимење на подносителот? Значи не е битно преку медиумите проверува дека немало да сме земеле ние во работа или некој друг орган бидејќи се третира како анонимна. Тоа не е точно. Значи и да е комплетно анонимна представка или известување, тоа соодветно се процесуира. Хендикепот на нас како орган или на друг орган, например, јавно обвинителство кај што има анонимна кривична пријава, што не може да се повика подносителот на пријавата или на представката да објасне некои работи. И затоа јас од тој аспект сум среќен што колегите судии подпишани на ова известување се појавија, дојде и поразговарав. Дали мислите дека сите аргументи што ги имат против него сега ги изнесоа или чуваат нешто за пред Советот за утврдување на Тоа ни прашате. Не. вашиот впечаток? Мислам дека нема друго, освен тоа што го разговарав.